Добар ден, јас сум Камилија Каракашев, имам 11 години, учам во основното училиште Велја Цревидицина во Скопје и сум пето одделение. Денеска ќе ви раскажувам за книгата Чудо од авторот Р.Џ. Паласио. Ликови во оваа книга се Август, родителите на Август, сестра му, учениците, другарите и други личности кои ги запознава секојдневно. Тема во оваа книга е различностите меѓу луѓето. Во оваа книга се зборува за едно дете кој има Август, кој се раѓа со деформитет на лицето и кој се од мала возраст се до пето одделение има многу операции и седи дома, нема контакт со надворешниот свет и се школува дома, се до пето одделение, кога семејството се охрабрува и го пушта да оди во редовно училиште, каде што се стекнува со разни ситуации. Таму поголемиот дел од учениците не го прифаќаат таков каков што е, управаат насилство, освен Шарлот, Самар и Џек Вил кои се држат со него и го прифаќаат. Иако тоа дете е дете со деформитет на лицето, тој е исклучително паметен, интелигентен и добар. Тој од мала возраст се занимава со литература и наука и тоа го покажува и во училиште и поголемиот дел од учениците го гледаат тоа и почнуваат да се дружат со него. Тој има сестра поголема по име Вија, која секогаш не може толку да поминува време со своите родители, затоа што секогаш вниманието повеќе кај нејзиниот брат отколку кај неа. Но секогаш таа го поддржува, исто како неговите родители, кои од многу работи се откажуваат за него да му направат подобро. И скоро целиот клас веќе го прифатиле Август. Тоа било и доказ за убавите моменти поминати на летниот камп. На крајот на годината директорот му дал награда за најхраброто дете и за дете кое покажало храброст иако е различен од другите. Оваа книга може да ни каже дека добрината и прифаќањето може да ги надменат предрасудите. Сите ние носиме лузни, само некои се видливи, а некои не. И затоа треба сите да ги третираме со љубов, прифаќање и разбирање. Затоа треба сите да ги прифатиме. Ви благодарам на вниманието.